Со оглед на спортските афинитети и духот на криопаланчани, досега во нашиот град се одиграле надпреварувања во многу различни конкуренции. Од викендов листата е побогата за спорт, кој во минатото го следевме само на телевизија. Во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ, на новоизградениот терен во рамките на планираниот спортски комплекс на 3 и на 4 ноември се одржа тениски турнир. Игралиштето е едно од стотината кои што Агенцијата за млади и спорт ги гради ширум Македонија, а бидејќи нашето е готово, веќе подолг период ги привлекува љубителите на белиот спорт во Крива Паланка. Формирањето на тениски клуб беше нова страница во спортскиот живот на нашата општина, што отвори можност десетици помлади и постари ентузијасти да навлезат во тајните на оваа игра. По ова само прашање на време беше кога ќе дојде првото тениско надпреварување. Идејата е на Комисијата за спорт која што работи во составот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Крива Паланка, значи нивна иницијативата. Наше беше само да ја спроведеме таа иницијатива и да излеземе како организатори. Точно е тоа, значи прв пат во нашиот град се одвива ваков тениски турнир, бидејќи претходно немавме соодветен терен, благодарение на владата на Република Македонија и на Агенцијата за млади и спорт, добивме тениски терен и од сега понатаму ќе можат граѓаните слободно да го користат и на некој начин да спортуваат тука. Сигурно интересот за часови, интересот за термини за играње на некој начин ве провоцираше да го направите ова, како се покажа подоцна, каков е интересот за пријавувањето за надпреварување? На овој турнир учествува 20 надпреварувачи, точно 20 надпреварувачи. Категориите беа до 16 години и над 16 години, бидејќи имаше огромен интерес и помали дечиња кои што тука тренираат тенис. Се протекува во најдобар ред, привлекува внимание кај случајните минувачи. Ние сме задоволни од сета организација, со ова сакаме да ги мотивираме луѓето што повеќе да се бават со овој спорт и на некој начин да го испромовираме самото тениско игралиште. Имавме среќа што викендов и временските услови им одеа во прилог на 20-тината пријавени и на љубовитните гледачи, па надпреварите во повеќе категории можеа да бидат одработени според планираното. Првиот човек на младите од владачката партија во нашиот град, Владко Ристовски, изрази задоволство од интересот како на надпреварувачите, така и на публиката која што дојде да ги подржи. Интересот кај случајните минувачи е голем, исто така имаме и луѓе кои што само за тоа се дојдени тука да ги проследат надпреварите. Пријавувањето беше символично, 100-200 денари котизацијата. Пријавувањето се вршеше во една од спортските обложувалници. За награди имаме обезбедено, значи бесплатни термини и нормално имаме обезбедено соодветни пекари во зависност од какви места ќе освојат надпреварувачите. А сега и за резултатите. Разбирливо највозбудливо беше во конкуренција на сениори, каде што триумфираше Виктор Станоевски. Во големото финале тој успеа да го совлада Игор Петровски, додека за третото место на турнирот се избори Тони Захариевски. Во конкуренција на момчиња до 16 години, Александар Давидковски во завршниот надпревар го надигра Петар Алексовски, додека најдобра меѓу девојчињата беше Деспина Станковска. Како и да е, резултатите на официјалното прво тениско надпреварување во историјата на нашиот град беа во втор план. Секоја победа е успех, а загубениот меч не мора да биде пораз. Мотивирани од остварувањата во кошарката, пинг-понгот, одбојката и во каратето, на кои што криопаланчани неодамна имаа прилика да им се радуваат, се надеваме дека во догледно време ќе можеме да се пофалиме и со таленти со тенискиот рекет.